Капчиња, светла облека, пиење течности, дебела сенка и слаба фреквентност беше денешната слика во жолто-алертната фаза што ја зафати земјава. Лекарите со апели, граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури. После 10 часот изложеност на сонце, па се до некаде 17-18 часот, најдобро е доколку се нема неопходни обврски да не се воопшто излегува, или доколку се има неопходни обврски, сепак луѓето да бидат заштитени. Носење на заштитна облека, заштитни капи и доколку може да се носат заштитни чадори кои што ќе превенира директно изложување на ултравиолетовите зраци. Исто така, потребно е внесување на голема количина на течности, по тоа не подразбираме само концентрирани пијалоци или газирани сокови кои што содржат многу шеќери, минерална, газирана, негазирана вода и надокнадување на електролитниот статус кој што се губи преку потењето на организмот кој што е изразен во летниот период. Во посебна категорија на предпазливост во вакви екстремни температури се трудниците, градежните и конфекционерските работници. Работодавците да ги имаат во предвид ваквата категорија на работници. За градежниците пред се тоа треба фирмите, работодавците да се имаат во предвид и доколку може работата да биде одолжена за одреден временски период каде што не би било толку екстремно топло времето, а трудниците исто така исто така се заштитени, во овој период да бидат ослободени од работа, од одење на работа. Конфекцијските работници, воопшто сите работници кои што работат во затворен простор, најдобро е средината да биде климатизирана, меѓутоа и да не биде многу драстична разликата помеѓу температурата внатре и надвор, во просториите. Бидејќи таа нагла промена на температурата исто така може да биде проблем затоа што организмот нема доволно способност да се адаптира на таа разлика за толку краток временски период. И во тој случај, и покри тоа што, например, од топло време влегуваме во ладно, може да настапи и нагол колапс. И граѓаните внимаваат на своето здравје, се кријат под дебела сенка, само за неопходните работи излегуваат од дома. Како се заштитувате од сончево? Па ништо повеќе на течности, што како ги значи сапчење слабо се сапчење, се повеќе на течности и ударам. Па излегуваме по потреба. По потреба се излегува, не се излегува само се. От иначе те сега дома ќе седнеме и там околу 4 сата ќе излеземе па. По потреба. И кога одиме на поле мора да бидеш у полето се додека завршиш, после дома. Но сепак од утре не очекува разладување. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат намалување на температурите, ќе преавладува претежно облачно ветровито и доста свежо време.